15 рочишта, судницата во Идризово е арена на спротивставени ставови, преплавена со емоции, гнев и тага, траорни сведочиња, болни сеќавања за пожарот во Пулс, во кој изгаснаа 63 животи, а над 200 беа повредени. Обвинителството во овие одговори ја исплете мрежата на одговорност, од кобната ноќ, па деценија и пол наназад. Доказите кои ќе бидат изведени ќе покажат без било какви дилеми дека злоделото во овој настан не е и не може да биде само казнивото действие на активација на пиротехниката и искрите кои достигнат до плафонот и предизвикаа пожар. Злодело е и самото постоење на овој објект толку години. Клубот Пулс отсекогаш бил безбедносна смртоносна стапица. Буре барут. Од тогаш, одбраната се обидува да ги разнеше темелите на обвинението. Пред се, верижната одговорност. 35 мина обвинети и 3 фирми за тешки дела против општата сигурност. Негираа вина. Зарем сериозно мислите, доколку би знаел да фали нешто, не би правил се за да се отклони на време. Не може некој невин да го замени местото на некој што треба да одговара и тоа сериозно да одговара пред законот. Обвинет сум за евентуална умисла дека јас уште во 2012 година, па се до 2017 година, сум бил свесен и сум знаел дека ќе се случи настанот. Ова за волја на вистината не може ни баба Ванџа да станела од гроб да го предвиди, а камоли ја. Обвинетите уште во оведните говори. Товарот на одговорноста што им се става, го префрлуваат меѓу себе или на друг. На одговорните во диското, бендот или пак некој од институциите. Сепак, сите застанаа во иста линија, дека ова обвинение треба да се подели, по примерот на обвиненијата за полицајците. Имајќи во предвид дека ова е еден убедливо можеби најголем правен случај во смисол на последиците, имаме 63 мртви и не смееме да си дозволиме, ако веќе бараме како луѓе, како граѓани, како општество да изградиме систем, токму овдека системот да биде срушен. Судската власт е под лупа, беше пораката од герила акцијата на првиот ден од судењето. Родителите пак секој рочиште испраќаат пораки, дека правда за 63 згаснати животи мора да има. Нивните воздишки солзи се потсетник на трагедијата. Никој од нив немаше ни грам совест и човечност да ја признае својата вина. Секојдневно веќе 8 месеци убиват не. Не посакувам никој да е на наше место, да почувствува оваа болка, ние што ја имаме, со непроспиени ноќи и денови ние знаеме како поминуваме и ги чекаме нашите деца секој момент да се појават и да кажат каде си мамајче. Правда, одговорност и демонтажа на системот. Ако ова беа главните очекувања по трагедијата во Кочани една година подоцна, гладта за правда е уште поголема, а правната разврска е се уште далечна. Еден од двата судски предмети поврзани со кобната ноќ и последиците од страотниот пожар во кој изгаснаа 63 млади луѓе е во фаза на сведоци на обвинителството. Другиот пак за 13 полицајци треба да почне за 10 дена. Уште 2 други обвиненија за полицајци, поврзани со работата на Пулс, се за злоупотреба на службената положба, а не за тешки дела против општата сигурност, дело кое се поврзува со пожарот. Четвртиот предмет пак е во истрага за деночните инспектори кои му дојавувале на газда Деко кога ќе има контроли.